Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Македонија ги започна пристапните преговори за полноправно членство во Европската Унија. Промена на уставот нема да има, порача од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Охрид. Од СДСМ реагираат, граѓаните знаат дека заштитени се македонскиот јазик, идентитет и посебност. Подем на сајбер насилство меѓу малолетниците. Граѓаните се запознаваат со можностите што им ги нуди касарна хаб. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот сончево и топло време со максимални 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ведро и свежо. Во среда на централна, северна делови од источна и југоисточна Европа сончево и многу топло време со температури над повеќегодишниот просек. Топлотниот бран се очекува во централна Европа и југ од Скандинавија. Локално во исток и во запад од Европа услови за локални врнежи од дожд. На Балканот утре сончево и многу топло време со пораст на температурите. Максималните дневни температури во интервал од 29 до 36 степени на Балканот. Во Македонија свежо утро во среда, утрински температури од 9 до 19 степени, а во текот на денот сончево и потоп. Максималните дневни температури од 28 до 37 степени. УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во среда сончево и топло, минималната 15, дневната 30 степени. Во четврток сончево и топло време, дневната 33, а УВ индексот вредност 9. Во петок и сабота сончево и многу топло време со тропски температури, минималните температури 18 односно 19 степени, дневната 34 односно 36 степени. УВ индексот во овие денови со вредност 10. Супер акција во Миса Маркети. Чипси 150 грама 59 денари. Head and Shoulders 360 мл 189 денари. Елефант 160 грама 59 денари. Hell Energy 250 мл 29 денари. Јана, малина и хибискус 1,5 литри 35 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Македонија денеска во Брисел ги започна преговорите за полноправно членство во Европската Унија по 17 години кандидатски статус. Започнувањето на пристапните преговори беше означено со одржување на првата меѓувладина конференција во Советот на Европската Унија. Како предводник на македонската делегација во оведен говор имаше председателот на владата Димитар Ковачевски, кој се обрати на македонски јазик. Македонија денеска ги започна пристапните преговори за влез во Европската Унија.
Од формалното аплицирање за членство во 2004 година до денес, патот до Брисел беше долг. Почетокот на преговорите за членство е заслуга на сите граѓани и институции, порача премиерот Димитар Ковачевски на денешната меѓувладина конференција. После 17 години го правиме клучниот чекор на патот кон остварување на нашиот децениски, генерацијски сон за кој огромно мнозинство граѓани, државници, политичари, граѓанскиот сектор, академски, научни работници, стопанственици, новинари, медиумски работници и државни службеници долги години посветено работеа, изјави Ковачевски во воведниот говор на конференцијата. Мојата земја е целосно подготвена да ги спроведе сите преземени обврски од преговарачката рамка, вклучувајќи ги навремено сите своји човечки и институционални капацитети. Почитувани колеги, Северна Македонија е земја на пријателство и соживот. Во таа смисла и во тој дух сме и денес тука и гордо стоиме рамо до рамо со нашите партнери во Европската Унија. Делиме исти вредности, а од сега ќе делиме и европска иднина. Европска иднина со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ и неговите јазични, идентитетски, историски и културни особености. Драго ми е што за овие прашања, како и за билатерални прашања кои не се директно поврзани со правото на Европската Унија и со копенхашките критериуми за членство, нема да се разговара во текот на преговорите, како што недвосмислено го потврди тоа и претседателката на Европската комисија во Собранието на Република Северна Македонија. Денес е голем ден кога се постигнува пробив значаен за Северна Македонија, Западен Балкан и за Европската Унија како целина. Овој момент Северна Македонија треба да го искористи за да ги спроведе клучните реформи и ние ќе ве поддржиме на тој пат на трансформација на општеството, што ќе донесе материјални придобивки за населението, порача високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел. На патот кон Европската Унија нема да го изгубите својот идентитет. Никој од нас не го губи. Ние имаме неколку својни идентити. Северна Македонија со својот идентитет, со својата богата историја и култура секогаш била дел од Европа. Вам не ви требаат заклучоци од Советот за да го знаете тоа. Вашиот идентитет ќе остане и ќе биде зголемен со другите идентитети кои што не се алтернативни, туку се надополнуваат. Секој човечко битие има неколку, секогаш се компатибилни и затоа сме тука денес. Ни треба Северна Македонија за да го надополни нашиот сложен идентитет. Потребни сме си едни на други затоа што заедно сме посилни. Ова е момент кој го чекавме долго време, каже еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, посочувајќи дека Европската комисија е подготвена веднаш да започне со работа, па најави дека уште попладнево ќе започне скринингот за Северна Македонија. Затоа сметам дека Северна Македонија ќе ги интензивира своите напори за да постигне целосна усогласеност со критериумите за членство. Треба особено внимание да посветиме на кластерот основи, реформите во судството, борбата со корупцијата и организиран криминал, за зврстување на демократските институции, како и економските критериуми. Сметам на вас да имаме инклузивен пристап во целиот процес, да се работи со сите засегнати страни, со парламентарната опозиција, со граѓанското општество, со невладините организации, како и пред јавноста да се представат можностите што ги создава овој пристапен процес, како и за поддршката што ЕУ ќе ја дава. Министерот за надворешни работи на Чешка Јан Липавски, како представник на земјата председавач со Унијата, порача дека пристапните преговори што започнуваат со Северна Македонија ќе бидат строги и ќе бараат голема посветеност. Тој потенцираше дека следната меѓувладина конференција ќе се одржи без одлагање и други политички услови, откако Македонија ќе ги изврши уставните промени, односно внесување на бугарите во уставот. Премиерот на Република Македонија Димитар Ковачевски заедно со Еди Рама, премиерот на Албанија, која денеска исто така ги започна пристапните преговори, се сретнаа со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и премиерот на Чешка Петар Фиала, како представник од чешкото председателство пред почетокот на првата меѓувладина конференција во Брисел меѓу Македонија и Европската Унија.
Огромно е задоволството што после 17 години чекање денес конечно ги отпочнуваме преговорите, изјави премиерот Димитар Ковачевски во своето обраќање во Брисел пред почетокот на првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската унија. Европскиот предлог го дефинира македонскиот јазик без никакви додавки фусноти, нешто што беше од најголемо значење за нас, посочи премиерот. It is a great satisfaction that after 17 years, today we are finally starting the negotiations. Големо е задоволството што после 17 години денес конечно ги започнуваме преговорите. Отвораме нови перспективи за нашата земја и граѓаните. И полека, но сигурно стануваме дел од големото европско семејство. Ова беше наш приоритет и стратешка цел со децении. Го препознаваме европскиот предлог кој го примивме и преку широки консултации како најдобро можно решение, кој ги почитува и се согласува со црвените линии од неколку аспекти. И конечно истовремено овозможува почеток на преговорите. Денешното отварање на пристапните преговори на Северна Македонија и Албанија е успех на двете земји и нивните граѓани. Тоа е резултат на истрајноста, посветеноста на европските вредности, покажаната отпорност и задржаната верба во пристапниот процес, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пред почетокот на заедничката меѓувладина конференција. And Dimitar, you can count on my support to... Димитар, може да сметате на мојата поддршка за да се осигураме дека договорот ќе биде преведен на македонски јазик без фусноти, без звездички, на еднакво ниво со сите 24 европски јазици. Фон дер Лајен нагласи дека со отварањето на пристапниот процес ќе има зголемени инвестиции и подобрени трговски врски, поблиска соработка во клучни области како енергетиката и транспортот, ќе се максимизира употребата и ефектот од финансиите од Европската унија. Петар Фиала, представник на чешкото председателство со Советот на ЕУ, порача дека ќе бидеме посилни токму поради нашиот избор што неколку пати беше ставен на тест, нагласувајќи дека особено го цена тоа што стоиме заедно со ЕУ и нејзините политики соочени со руската агресија. In the Europe of today, we must be united more than ever. Во денешната Европа мора да бидеме здружени што е можно повеќе. Чешка секогаш го поддржуваше проширувањето на ЕУ на Западен Балкан и тоа така и ќе остане. Почестени сме што ваквиот напредок се случува токму за време на нашето председателство, но сепак мора да се заблагодариме и на француското председателство за напорната работа и посветеноста кои што ни дозволија да дојдеме до овој историски момент. Веднаш по меѓувладината конференција денеска Европската комисија и преговарачките тимови ќе започнат со работа, односно ќе почне скринингот на законодавството на ЕУ, прв чекор на процесот и ќе ја овозможи на Македонија да се запознае со правата и обврските на Унијата. Придобивките за земјата ќе се зголемуваат онака како што ќе напредуваат преговорите. Промена на уставот нема да има, порачуваат од опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Власта го криеше протоколот од скандалозниот договор со Бугарија, во кој сепак историјата и идентитетските прашања како најболни за Македонија се дел од преговарачката рамка, кажа денеска портпаролот на Охридскиот огранок на партијата Перчо Божиновски. Македонија ги преживеала сите понижувања и неправди низ историјата. За сега во 21 век од страна на ненародната власт се отвараат средновековни прашања и теми за идентитетот, историјата и јазикот, рече на денешната пресконференција Перчо Божиновски, портпарол на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Маските им паднаа, бесрамно го криеа протоколот во кој сепак скандалозниот договор со Бугарија, историјата и идентитетските прашања како најболни за Македонија се дел од преговарачката рамка, рече Божиновски. Пратениците на СДСМ од Охрид, недостојни ниту име да им се спомене, по диктат на Ковачевски докажаа дека Македонија воопшто не им е поважна од партиската наредба околу поддршка на катастрофалниот предлог на француското председателство со Советот на ЕУ. За предавниците и изродите е нормално тоа што по диктат и уцени ќе се менуваат учебници во Македонија, ќе се ретушира историјата и ќе се менуваат лекции за историски настани и личности по урнек на бугарските барања. Охриѓани треба да знаат дека истите тие се согласиле за прелиминарен урнек од лекција за 7 деление на тема Самуилова држава. Се согласиле дека македонскиот јазик е дијалектна форма на бугарски јазик според едностраната декларација на Бугарија, подвлече Божиновски.
Ке им припадне ли честа на двајцата ненародни пратеници од СДСМ од Охрид да ги постават надписите на Самоиловата тврдина, спомениците на светите браќа Кирил и Методи, Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски, дека се дел од бугарската историја. Ако ги штитат македонските национални интереси, наместо предавство, нека побараат признавање на македонците и извинување од Бугарија кон сите потомци за злосторствата и репресиите на бугарскиот фашистички окупатор на македонска територија. Промена на уставот нема да има време и кога гласно треба да се каже не за антимакедонската влада која мора што поскоро да падне, порача Пирчо Божиновски, портпаролот на ВМРО ДПМН на денешната пресконференција. Република Северна Македонија ги започна преговорите со Европската Унија. Наместо да се одважат и да честитаат, ВМРО ДПМН продолжуваат да манипулираат со граѓаните. Реагираат од СДСМ Охрид на пресконференцијата на Божиновски. Македонскиот јазик е јазикот кој се слушаше и говореше денеска во Брисел. Македонски јазик беше достапен и на официјалниот канал на Европската Унија, а на сателитскиот сервис на Унијата беше испишан како македонски јазик, чист и без додавки. Преговорите ќе се водат на македонски јазик со чиста формулација, а по влезот во Унијата македонскиот јазик ќе стане рамноправен со останатите јазици на Европската Унија. Граѓаните знаат дека заштитени се македонскиот јазик, идентитет и посебност и дека во Европската Унија ќе се интегрираме како македонци кои зборуваат македонски јазик. ВМРО ДПМН треба да смогнат сили и да им се извинат на граѓаните за сите нивни лаги со кои повикуваа на протести и се обидуваа да го поделат народот. Со видлив не надпис се шетаа пред и во законодавниот дом, ветувајќи им на своите сопартијци дека ќе гласаат против, а што направија? По милионити пат ги излажаа своите членови и кукавично ја напуштија седницата. Стои во писмената реакција од Општинската организација на СДСМ Охрид. Еден месец креативни отворени денови во Касарна Хаб. Инкубатор и акцелератор на идеи, удобен коворкинг простор, можност за вмрежување на иновативци се дел од понудените содржини, а ќе следуваат и предавања и обуки од област и на развој на технологијата. Интензивните активности со цел идеите да се претворат во производи и бизниси, а со тоа младите да се задржат да работат и живеат во Охрид, доправа следуваат. Стартап центарот Касарна Хаб веќе еден месец е отворен за јавност, а започна и одржувањето на редовните отворени денови секој петок. Активност со цел запознавање со охриѓани, граѓанските организации, професори и бизнис фелот. Од досега одржаните креативни средби, впечатокот на стручните лица во Хабот е дека охриѓани имаат иновативни и интересни идеи. Целта на овој инкубатор и акцелератор е да се поддржат добрите идеи, да прераснат во нови иновативни дигитални бизниси и поддршка и забрзување на развојот на постоечките фирми преку дигитализацијата. Вели Ристе Николевски, офис менаџер на Касарна Хаб. Им нудиме помош при самото основање, при самата идеја, понатаму формирање односно помош при доколку нема фонд или најголем проблем се и средствата, имаме ангели инвеститори, а за оние претходно стари компании или традиционални бизниси кои сакаат да својата наобразба или својот напредок да го гледаат кон дигитализација, можеме да му помогнеме и на нив во однос со ако сакаат да и припишување на проектна документација, можеме да му најмеме и консултант ако немаат средства и нормално понатаму фондови за оние потреби кои ги имаат. Дополнително Хабот ќе обезбеди поддршка во облик на менторства преку организирање на 26 настани, предавања во соработка со корпорации и експерти во вид на обуки од областа на развојот на технологијата. За обука за проект менеджмент, водење на проектите, за Scrum Master, директно одредени програмски јазици кои му се потребни на младината за нивни развој, кој директно од средно училиште може да работи на одредена платформа и да поможи и да зема солидна плата, кај нас висока плата. Најдогледно време ќе организираме хакатон, ќе се креира одредена апликација, ќе трае неколку дена, ќе се пријават учесници млади кои сакаат да кодираат, да учат да кодираат,
да се дружат со искусни инженери во струката, и тоа е многу битно, да му се даде мотив на младите лица да работат за себе, бидејќи онлайн работата си отворен на целиот пазар во светов. Касарна Хаб има и удобен, бесплатен коворкинг простор за работа на дигиталните номади, место за креативна дружба, вмрежување на луѓето и нивна комуникација, со можност граѓанските организации да организираат своји настани, а постои тивка соба за развивање на идеите. Касарна Хаб е на самиот почеток на своето функционирање, чие официјално отворање, како дел од поширокиот проект Охрид Го, се очекува наскоро. Фрапантни податоци од анализите на социолозите. Изминативе 2 години се бележи подем на сајбер насилството. Жртви најчесто се млади девојчиња, кои се малтретирани преку социјалните мрежи, ментално и емоционално. Сајбер насилството во подем. Фрапантни се податоците од последните анализи на социолозите. Во време на пандемијата, додека секојдневието беше сконцентрирано онлайн пред компјутер, на социјалните мрежи се појавиле огромен број лажни профили, од кои што се ширело говорна омраза, подсмев и насилство насочено кон врсници. Жртви на сајбер насилство најчесто се млади девојчина, кои се малтретирани преку социјалните мрежи, ментално и емоционално. Оно што ни се случува последните 2 години е развој на сајбер насилството. И тоа, дури имаме фрапантни податоци. Децата беа онлайн настава. Значи, изложени пред компјутер. Дури деца кои што имаат потреба, нели се поекстровертни, сакаат да се нивните надворешно изразување, неки не може тоа да го исполат. И што правеа? Правеа лажни профили, дури не сакајки, се однесуваа насилно кон своји другарчиња и врсници. Голем број младенци во светот секојдневно доживуваат сајбер насилство. Некои се соочуваат и со екстремни облици на онлайн малтретирање, како последица им се јавува депресија и анксиозност. Загрижувачки е тоа што некои посегнаа и по своите животи. Страшни се податоците, затоа што и пак тука се големи последиците. Некогаш од тие социјални медиуми донесуваат да се јавува и депресија, се јавува и анксиозност, се јавува недоверба. Дури имате ситуации каде што јас велам се консултирам со моите колеги од САД, од Европа, на ваква теми дискутираме токму проблемот со оние што велам виртуелни комуникации што ни се случуваат, затоа што имате деца кои што се толку под притисок и поготово девојчиња жртви на сајбер насилство. Според социолозите, депресијата допрва ќе се чувствува. Велат ке бараат начини да запре малтретирањето и да се заштитат жртвите. Првиот чекор е малтретираните да ги пријават насилниците. Општина Охрид постави информативни табли пред сите заштитени чинари и кочеџикот кои се прогласени за природна реткост. Информативни табли со основни информации за староста и називот на заштитените стебла се поставени пред чинарите на плоштадот Чинар во близина на Сдруженијето на пензионери, во населба Воска пред зградата на Црвен крст, во Влашка Мала, во населба Кошишта и чинарот во централното градско подрачје, како и единечното стебло Кочеџик во дворот на црквата Света Богородица Перивлепта. Бидејќи овие дрвја се прогласени за природна реткост, од локалната посочуваат дека забрането е поставување на плакати, летоци и некролози на стеблата и се упатува апел до граѓаните за поголема внимателност и грижа за зачувување на истите. Поставувањето на информативните табли е дел од програмата за заштита на животна средина и природа, а одделението за заштита и влијание врз животната средина го реализираше со поддршка на јавното предпријатие Градски гробишта. Утре вечер со изложба на слики од уметникот Майкл Склос од Канада и настап на бендот 8 Balls ќе започне 11-тото издание на културно-забавното лето на Зајди сонце во Трапејца. Според најавите, до 28 јули организаторот Сдруженијето за Трапејца со љубов ќе понуди низа интересни содржини со кои ќе го привлече вниманието на гостите и домакините кои летуваат во Трапејца.
Во текот на 8 дена културно лето, трапеичани и гостите ќе проследат настап на младите од Црвен крст Охрид со поетско-музичкиот перформанс "Треба да бидеме подобри". Поетесите, сестрите Вера Самарјанин и Марика Тапанџиева со познатиот пејач Драган Мијалковски, видеопрезентација на тема "Трпејца низ вековите" од младиот Петар Симоновски во придружба на гитаристот Горан Кичеец. И годинава ќе има традиционална кајакарска регата, номче витрески и надпреварот во пливање. Ке се одржи и концерт на класична музика насловен "Млади надежи", а како нова содржина годинава, наменета за забава на гостите, организаторот најавува трка со куфери по скалинадата во Трпејца. Во соработка со јавната национална установа Хидробиолошки завод од Охрид ќе се одржи предавање за богатството на Охридското езеро, а доктор Анис Сефиданис на интерактивен начин да ги воведе присутните во светот на компјутерите и роботиката. Најмладите преку цртежи ќе го овековечат за Едисонцето во Трапејца, а ќе биде поставена и изложба на дела од минатогодишната 4-та уметничка колонија која секој септември се одржува во Трапејца. Ќе има и видео изложба на фотографии направени со мобилен, Трапејца низ објективот на туристите и настапот на ансамблот Гердан од бисери од Охрид. Културно-забавното лето ќе биде затворено со вечерта посветена на познатиот македонски хармоникаш и композитор доктор Гоце Џуклески. Покрај него публиката ќе може да ужива во настапот на неговите пријатели од градскиот хор Вокслих Нидос и пејачот Мирко Вретовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Председателите на Иран, Русија и Турција, Ебрахим Раиси, Владимир Путин и Реджеп Таип Ердоган денес ќе се сретнат во Техеран за да разговараат за регионалните и меѓународните проблеми. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека Путин ќе одржи трилатерален самит со колегите од Турција и Иран, земји гаранти на процесот во Астана од 2017 година поврзани со Сирија, што предвидува полесно спроведување на решавањето на конфликтот во таа земја. Покрај трилатералните средби, на маргините на самитот ќе се одржат и билатерални средби, пошто Путин ќе се врати во Москва. Покрај билатералните односи ќе се разговара за регионални и глобални прашања. На дневен ред ќе се најдат последните случувања во Сирија, борбата против терористичките организации, обидите за политичко решение, хуманитарната ситуација и доброволното враќање на сиријците во нивните домови. Председателот на Турција на маргините на самитот ќе оствари билатерална средба со рускиот колега. Западна Европа денеска се соочува со уште потоп одбрана. Во Франција и Велика Британија се издадени предупредувања за екстремно топло време, додека Северна Шпанија регистрира температури од 43 степени. Во исто време, шумски пожари беснеат во Франција, Португалија, Шпанија и Грција. Дел од жителите се евакуирани. Се очекува денес да биде најтоплиот ден во Велика Британија. Експерти велат дека делови од Франција се соочуваат и со топлот на апокалипса. Во неколку делови од Франција забележани се рекордни температури, а за Нант забележани се 42 степени, соопшти Националната метеоролошка служба. Шумските пожари во последните денови приморали 30.000 лица да ги напуштат своите домови, а поставени се за солништа за етни случаи за евакуираното население. Во Шпанија и Португалија на 1000 смртни случаи се препишани на високите температури изминативе денови. Во Португалија во четвртокот температурите достигнаа 47 степени, рекорд за месец јули. Во бунт во затвор во Еквадор загинаа 13 затвореници, двајца се повредени, соопшти управата задолжена за затворите, јавуваат светските агенции. Инцидентот се случил во затворот Бела Виста во Санто Доминго, кој се наоѓа на 70 км југозападно од еквадорската престолнина Кито, каде во мај годинава е сличен инцидент загинаа 44 затвореници. Министерот за внатрешни работи на Еквадор изјави дека полицијата работи на контролата на затворот, изрази жалење за страдањата на затворениците. Обвинителството соопшти дека покренало истрага за инцидентот. Судирите се вообичаени во еквадорските затвори, каде околу 400 затвореници загинаа од февруари 2021 година во услови на зголемено насилство меѓу бандите за шверц на дрога кои водат војна за моќ во и надвор од еквадорските затвори. Кратци во Калифорнија украле накит и скапоцени камења вреден повеќе милиони долари откако упаднале во безбедносно возило без надзор кое застанало на паркинг додека се враќало од саен. Грабежот се случил во Јужна Калифорнија, соопштија властите откако двајца вооружени чувари се оддалечили. Приколката која и припаѓала на безбедносната компанија патувала од изложба за накид во заливот Сан Франциско до Пасадена на друг настан. Не е јасно дали осомничените го следеле возилото на пат долг 600 км
Или го пресретнале возилото на паркингот. Работниците од обезбедувањето го пријавиле грабежот во 2 часот по полнот на 11 јули, откако забележале дека е скршена бравата на приколката. За сега не е јасно колку време чуварите го оставиле возилото без надзор на бензинската пумпа. Загуба од повеќе од $100 милиони пријавиле 18 сопственици на накид. Компанијата за обезбедување изјавила дека украдените предмети вредат помалку од $10 милиони според тамошните медиуми. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.